Опозицијските советници во Советот на општина Кочани денеска беа на чекор до напуштање на денешната седница доколку не им беше исполнето барањето шестата точка да се тргне од дневниот ред. Се работи за предлог решение за изменување членови на управниот одбор на Сдруженијето Еко Исток Североисток, кое мнозинството се обиде да го протурка на мала врата, пошто се создаде тензична ситуација во салата. Прво и основно, почитувам председателе и почитувани советници, кога се предлага член на управен одбор на ваква институција, треба да дадете предлогот да го дадете до нас со нивното образование, со нивната стручна спрема, со нивниот работен стаж. Бидејќи вако кабадахиско понашање, без да ни дадете материјал, а сакате да дадеме подршка. На што да дадеме подршка ние? Кој да гласаме? Пишува 2 члена. За 2 члена ли треба советниците да гласат тука? Немате доставено материјал до нас за кои личности ние треба да гласаме. Прва работа. Втора работа. Каде се условите со кои треба да ги исполнат тие личности? Бидејќи финансиски надоместок има ли за оваа функција? Ки има, да знаете. Иначе предложените кандидати од Социјалдемократскиот сојуз се вработени во општина Кочани, почитувани граѓани на општина Кочани. Колку изнесува, ако може да ни одговорите, надоместок за членување во управниот одбор? И трето, второ предложениот кандидат, колку години е вработен во општина Кочани? Значи, почитувани граѓани, почитувани колеги советници. Токму ова се контрадикторности на колегата Ѓорги, кој што предмалку зборуваше за интересите на граѓаните на општина Кочани. И јас верувам длабоко и сум убедена дека токму и граѓаните на општина Кочани и вашите симпатизери поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат згрозени од вака предложената точка. 20 членови кои што не мора да бидат вработени во општина Кочани, 20 членови се вработени во општина Кочани, од кои што едниот можеби има статуси на приправник. Меѓутоа, по кратка консултација на советниците од мнозинството, точката беше тргната од дневниот ред, а советниците од опозицијата останаа. Го продолжија учеството со работа на 60-та седница до исцрпување на точките за расправа и одлучување.